Ова е шума на Скопска Црна Гора, опустошена од бесправна сеча. Ова е шума на Малешевските планини од девствен карактер во која не допрела човечката рака. Пожолтените и оголени шуми и маглата на Скопска Црна Гора ја најавуваат зимата. На ниските температури огревното дрво кое стоплува многу домови е исечено токму во овие гори. Но и оваа година најголем дел од дрвјата беа соголени и продадени бесправно, на диво. Тоа утро тргнавме со патролата на македонски шуми да видиме што оставиле дрвократците зад себе. Ова се единствените шумочувари кои ја штитат северната страна на Скопска Црна Гора. Тимот од акција, како што пишува на старото теренско возило, постојано се намалува. Од 9 шумочувари пред 10 години, сега се само 4. Велат дека дрвократците ништат се пред себе и дека им е битно само да заработат од бесправната сеча, дури и по цена да одземат живот. Се плашиме, многу се плашиме. Има случаеви што некогаш ќе се сретнеме со дрвократците и не може да се справиме. Секогаш се спремни да не нападнат со пила моторна, со дрво, со возилата што пренесуваат дрва, спремни се да не ударат, само тие да се спасат. Сме имале многу пати, сме имале блиска средба и сме биле принудни за својот живот за да се повлечеме. Зашто сме барале помош многу пати, никогаш не е изрезена во срусет ни една институција. Животот ни е многу загрозен и више кај да се пожалиме, се е жале. Стрмните наклони и тесните шумски патеки не ги спречуваат дрвократците да оперираат длабоко во шумата. Шумочуварите велат дека моторните пили не стивнуваат во ниту еден период од годината. Додека снимавме беше тивко, ниту не идовме на луѓе кои сечат дрвја. Кражбите вообичаено се случувале навечер и до раните утрински часови. Сепак, видливи беа трупците од соголените дрвја. Шумочуварите велат дека организираната група дрвократци секојдневно ја пустошат шумата и не бираат дали крадат од државна или приватна корија. Според податоците на македонски шуми, во последните 20 години Скопскиот е еден од регионите во кои имало најмногу бесправна сеча, заедно со Тетовскиот, Кумановскиот, Струмичко-Радовишкиот и Паланечкиот регион. Во Скопскиот регион, во периодот од 2010 до 2017 година, додека организираната сеча се намалува, нелегалната е зголемена речиси 2 пати. Четворицата шумочувари од овој район признаваат дека немаат ингеренции да ги спречат дрвократците. Сега многу помасивно се краде и поорганизирано е кражбата. Како се организираат овие дрвократците? Како? Што прават они? Дрвократците се спремни, организирани се, имат со патроли се покрај патиштата сокриени меѓу шумите, со мобилните телефони се организирани. Највише со мобилните телефони. Највише се со мобилни телефони организирани. И вие кога патролирате, што се случува? Ќе ве видат вас и се организираат едни со други? Чим ќе не видат нас во движење, значи секогаш кога ќе дојдеме на местото кај што треба, не затекнуваме никако. Или само може да најдеме дел од дрвата, а дрвократците не може никако да ги најдеме на лице место. Кога ќе сретнете дрвократци, што се случува, например? Како постапувате? Што Не, ние постапуваме како што ни вели законот. Ние одиме, ако го сретнеме на лице место, му ги броиме стеблата, колку исекол, како исекол, во кое оделење исекол. Ако ни даде податоци, во ред, ако не, после ќе се снајдеме. Прашуваме еден друг, како се вика, кој е, со која кола е и така се наоѓаме. И плюс на косовската страна, таму имаме проблеми, пошто и тие влагат
у нашата територија крадат дрва. Но не се краде само на Скопска Црнагора. Граѓаните речиси секојдневно поставуваат фотографии на социјалните мрежи од соголени планински падини во различни делови на државата, на Шарпланина, Стогово, Илинска планина. Според Државниот завод за статистика, во Македонија најголемите штети на шумите се направени од бесправната сеча. Ова кривично дело е најзастапено од областа на еколошките кривични дела пропишани во Кривичниот законник. Само лани биле извршени над 200 кривични дела поврзани со кражба на дрва или пустошење шуми, но биле поднесени 174 кривични пријави. Парк шумата Газибаба е единствената заштитена урбена шума во Македонија. Таму се сретнавме со професорот на Шумарскиот факултет во Скопје, Кирил Сотировски. Тој смета дека шумите не го добиваат заслуженото внимание од државата и дека на шумарството се гледа како на ресурс од кој може брзо и лесно да се спечели. Професорот вели дека според научните студии, потребите од огревно дрво на годишно ниво се од 500.000 до 1 милион кубни метри, кои јавното предпријатие Македонски шуми и приватните собственици на шуми не можат да ги обезбедат законски. Веќе имаме етаблирано групи кои што некои милува да ги наречат нелегален бизнис, кои што луѓето милува да ги наречат тие групи мафија, шумска мафија или дрвна мафија. Веројатно најмалку 500.000 кубни метри се на некој начин набавени незаконски. 500.000 кубни метри по 50 евра, еве да идеме и пониско, е веќе 25 милиони евра на годишно ниво. Тоа е, пресметајте 20 години самостојност, испаѓа колку? Скоро 2 милиарди евра. И оттаму, значи, се раѓаат голем број амбиции за користење на тоа и за компромитирање на сите сектори, сите спони во шумарството, па и во државата. Според Законот за шуми, за чувањето на шумите се одговорни две институции: Шумската полиција во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и шумските чувари на јавното предпријатие Македонски шуми. Во масовната полициска акција Гора, која во изминатите години се реализираше на неколку пати, повеќето кривични пријави за дрвокраците се однесуваа за вршење јавен превоз без поседување на лиценца, а многу помалку за кривични дела пустошење шума и кражба. Бројката на нелегално исечена шума официјално не е позната, а службена одговорност во МВР и во Македонски шуми за масовната кражба на дрвата во шумите досега немало. Помошник директорката во Македонски шуми Маре Басова вели дека во 329 реони во државата шумата ја чуваат само 255 шумочувари и најавува дека контролата на дивата сеча ќе се засили. Имаме утврдување на бесправно посечена дрвна маса, таа се движи околу 25.000 до 33.000 метри кубни годишно. Тоа се огромни штети по јавното предпријатие, значи се работи за милионски шуми и тоа е тема на која што работиме заедно и со шумска полиција и со редовната полиција. Меѓутоа имаме работа со добро координирани и организирани групи. Според извештајот на Global Forest Watch на Американскиот универзитет Мериленд, кој врши мониторинг на шумите во светот, во Македонија од 2001 до 2017 година се загубени 35,2 хектари шума. Научниците предупредуваат дека покрај бесправното сечење и прекомерната планска сеча е меѓу главните причини за губење на шумите. Штетите врз шумите се често неповратни, а доколку постои можност за репарација, тој процес може да трае 100 години. Ова е трасата каде што ќе поминува гасоводот што го гради владата, од која 9 километри се низ парк шумата водно, од Сопиште до Шишево, преку сртот на планината. Екологистите предупредуваат дека за изградбата на гасоводот на овој потек треба да се исечат речиси 8000 стебла, плански насади стари и по 50 години, а почвата ќе биде соголена, што може да го наруши целиот екосистем на планината. Знаеме и како е и на ура во еден предизборен процес донесено одобрението за градење за оваа делница. Фактички
како да кажам, овој сегмент представува политичка одлука. Нема вистински издржана анализа, нема вистински јавни дебати. Постоеле 4 други алтернативни траси кои што требале да водат во подножјето на Сковска Црна Гора, по земјоделски земјишта и така натаму, меѓутоа сепак избрана е како политичка одлука пред се оваа траса. Сега во обид на брзање таа се задржува само за да се исполнат некои обврски према кредитори на Република Македонија. Меѓутоа последиците не можеме да ги предвидиме. Можноста за диво крадење, можноста за хаварија на самиот гасовод може да направи многу поголема штета. Зраците на есенското сонце полесно пробиваат низ разгранетите шуми на Малешевијата. Но утрото е веќе свежо за овој водоземец кој хибернираше. Планинската тишина ја нарушува само жуборот на оваа мала рекичка. Оваа убавина е дел од приватна шума над Берово. Околу 60.000 приватни сопственици поседуваат речиси 10% од шумскиот фонд во Македонија. Се сретнавме со председателот на нивното здружение Војо Соколовски. Вели дека владините мерки за поддршка на приватните сопственици не се стимулативни, односно за 10 кубни метри дрвна маса за одсечување добиваат субвенција од само 2000 денари. Сепак, смета дека погрешен е пристапот ако шумите се проценуваат само според тоа колку вреди дрвната маса. Тој вели дека шумите, освен економска, имаат и еколошка вредност и треба да престанеме да ги гледаме како ресурс, туку како основа за квалитетен живот. Собствениците на приватни шуми во Република Македонија по однос на услуга и по однос на цена која ја плачаме во Министерството, уплачаме некаде околу 400 денари по одсечен кубен метар дрвна маса. Ако земеме дека во Република Македонија некаде околу 120 до 150 илјади кубни метри се во промет од собствениците на приватни шуми, доаѓаме до некоја цифра од околу милион или над милион евра што ние ги уплачаме по овој однос. Значи ние нема потреба да бараме дополнителни средства, туку средствата кои на некој начин ги кешираат собствениците на приватни шуми да се вратат во одредени програми. Што сега пак тоа би придонело? Значи светогледот на собствениците на приватни шуми е, да речеме, од оваа прекрасна шума, вие да одсечете 10 или 15 кубни метри дрва за огрев и тоа да биде ваш интерес. Сакаме да го смениме тој ракурс на гледање затоа што шумата е јавно добро. Шумите се едно од најголемите природни богатства. Обезбедуваат кислород, живеалиште се на огромен број животни и растенија, спречуваат ерозија и поплави, го подобруваат водниот режим и ги облажуваат негативните влијања на климатските промени. Или едноставно, го одржуваат животот на земјата. Во Македонија има околу 850.000 хектари шумска површина, што значи дека околу 40% од територијата на државата е покриена со шума. Според некои проценки тоа е повеќе и од површината на Швајцарија. Меѓутоа, квалитетот на шумите не е ист. Во Македонија дури 70% од шумската површина е деградирани шуми наменети за производство на дрво за огрев и за дрвната индустрија. Овие стопански шуми немаат голема еколошка функција и вредност како природните шуми. Затоа решивме да посетиме една од нив. Навлеговме длабоко во Малешевските планини, на 1400 метри надморска височина над Пехчево. Тука професорот по шумарство Николчо Велковски повеќе од 10 години ги истражува старите вековни дрвја. Овој црн бор е висок 35 метри и е стар од 280 до 330 години. Старите вековни дрвја имаат висока природна вредност за шумските екосистеми и представуваат живи споменици кои може да ги обликува само природата. Малешевијата е еден од островите на некој начин кај што природно е застапен овој вид. А ваквите стари дрва се навистина реткост, бидејќи сите други се со помлада возраст, 100-200 години. Тие што се со 300 години и поголема возраст се навистина ретки. И затоа треба да бидат да останат на природата и да бидат зачувани како такви. Малку погоре, во горното течение на Тревомирска река и на 5 километри од границата со Бугарија, обстојува така наречената девствена шума.
Релиефот е разгранет и испресечен со долови над кои се издигаат помали и поголеми возвишенија и ридови. Во пазувите на планината се создаваат првите извори, слапови и притоки кои го исполнуваат сливното подрачје на реката Брегалница. Тука човекот досега немал никакво влијание, нито пак се правени сечи. Дрвјата паднале од длабока старост, што пак влијае на природноста на шумскиот екосистем. Девствените шуми се многу ретки во Македонија, но и пошироко, и затоа се од посебно еколошко значење за биолошката разновидност. Во време кога се повеќе шуми се уништуваат, нивната вредност расте. Сепак, во Македонија официјално нема заштитени шуми. Постои веќе иницијатива и овде за Ченгино кале, за овој дел, да се прогласи една категорија на заштитен предел, со кој што оваа шума би останала на природата таква како што е, за да не се применуваат никакви човечки активности. Член од Законот за шуми гласи: шумите како природно богатство се добра од општи интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Посебно внимание да посветиме на заштитната и општо корисната функција на шумата. Да, свесни сме, сите знаеме, меѓутоа не враќаме соодветно. Овој ресурс, за жал, повеќе се уште го искористуваме отколку што вложуваме во него. Сакаме да наметнеме поинаква филозофија, шумите да ги зачуваме и да можеме од нив да ги користиме општите придобивки. На секое сечење на стебло, животот во го уништиш на секој еден граѓанин што живее во државата. Останува уште ваквите заложби да се спроведуваат и на терен, за доброто на шумите, за доброто на сите нас.